Центарот за иновација и развој ИНОС од Прилеп заедно со софтверската компанија Вертекс од овој град изработија софтвер за мапирање на диви депонии и менаџмент на отпадот со помош на вештачка интелигенција. Имено мобилна апликација за оваа намена се инсталира на телефонот и потоа кога ќе забележите некаде дива депонија, ја фотографирате и тие податоци се собираат во систем. Апликацијата први како пробно ја добија група на екоактивисти, љубители на природата, планинари и велосипедисти. Да ги фотографираат дивите депонии или сите оние места каде што непрописно е одложуван цврстиот отпад во околината на градот и на тој начин би можеле да добиеме првични податоци во една база која што понатака би била предмет на понатамошни анализи и обработки со цел да дојдеме до еден модел како еден првичен модел на употреба на вештачка интелигенција за справување со дивите депонии. По аплаудирањето, вештачката интелигенција може да утврди дали станува збор за отпад од хартија, пластика, органски или друг вид на отпад и како треба со истиот да се постапи. И сакаме да дефинираме некој процес како би било во иднина, значи кои се тие што ќе го лоцираат отпадот, кои се тие што ќе преземаат активности, кои ќе бидат резултатите од сето тоа. Една од можностите беше, значи, фирмите кои што се задолжени за чистење на отпадот, фирмите кои што собираат некаков отпад за рециклирање, тие би биле главните и евентуално ние планираме некои екоактивисти кои би сакале нештото да го исчистат. Инспекторите од општина Прилеп се пожалија дека нивниот број е многу мал, дека отпадот се фрлал во време кога тие не се на работа и тоа дека немаат законско право да ги легитимираат несовесните граѓани. Кога утврдиме дека некој одлага отпад на локација која што не е наменета за таа намена, да не сака да се идентификува. Во моментот не можеме да знаеме дека ќе се соочиме со таков проблем да имаме повикано полициска асистенција. Исто така во иднина треба да се утврди кој се би ги користел овие податоци и како. Односно, идејата да добие имплементација во пракса, а не само да остане како убав пример на хартија.